Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате. Јавноста е огорчена од подкастот на познат јутјубер во кој се исмева насилството врз жените. Обвинителството го истражува случајот. Зошто не е така? Митови и дезинформации за војната во Украина. Центар опасно му се приближи на рекордерот во аерозагадување Лисиче. Здраво на сите, добро дојдовте во уште една епизода на Шорткат. Јас сум Гоше, а ова се настаните што ја одбележа изминатава недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Лавина реакции во јавноста и огорченост кај граѓаните предизвика подкастот на еден познат јутјубер во кој беше исмеван чин на насилство врз жените. Во подкастот кој беше емитуван на YouTube каналот на Стефан Лазаров, гостинот Драган Павловиќ Латас се пофали како на 15 годишна возраст имал односи со девојка која претходно била физички малтретирана. И ми текнуе у едно време он не можеше да има однос со девојка ако не е шамара. Значи тоа му е доминација. Такво беше човекот. Да не го кажувам името. Прва шамара, примат секс или обратно? Прва шамара. Реагираа повеќе организации, меѓу кои и Хелсиншкиот комитет за човекови права, од каде посочија дека ова интервју е болен показател за тоа како во пракса изгледа нормализирањето на културата на насилство и до каде може да доведе непостапувањето на институциите. И он седи една девојка уфичал. И шамара. Джамовите замаглена, све им вика, влегуј работи. И ја гледам, мислам, сиротињава, што ти кажам. На реакцијата се надоврза и други невладини организации и издруженија, меѓу кои и платформата Медуза и Издруженијето Младите на една може. Половината реакции во изјава што подоцна ја избриша. Јутјуберот Лазаров негираше дека гостинот во емисијата зборувал за силување, додека на Инстаграм обвини дека во случајов станувало збор за хајка против него. Реагираше и неговата мајка, давајќи му на случајот наводен политичко-партиски контекст. Влегуј работи, име бутна унутра. И со што да правиме? Работиш. Покушаваш. По бурните реакции во јавноста, Министерството за внатрешни работи и обвинителството отворија предмет за случајот, а видеото од каналот на јутјуберот стана недостапно за гледање. Чистиот воздух во текот на јануари годинава бил мислена именка за скопјани. Измереното аерозагадување покажува дека во голем дел од првиот месец од годината е надминат прагот на максимално дозволени количества на PM2,5 и PM10 честички. Она што загрижува е влошувањето на квалитетот на воздухот на мерната станица во Центар, кој во јануари опасно му се доближил на нивото на загаденост на Лисиче. Кога станува збор за загадувањето со PM10 честички, мерната станица во Центар измерила најмногу денови, дури 19, кога била надмината максимално дозволената гранична вредност за PM10 честички. Од 31 ден во јануари во Лисиче имало 18 денови кога била надмината истата граница. МТМК веќе подолг период наназад предупредува за високите концентрации на загадувачки честички во воздухот не само во Скопје, туку и во другите градови низ земјава. Утре навршува една година од руската агресија врз Украина. На 24 февруари минатата година Руската Федерација во 5 часот наутро по локално време ја започна војната инвазија на Украина. Земјата беше нападната од повеќе правци, а експлозии имаше во повеќе градови, вклучувајќи го и главниот град Киев. Изминатава година случувањата во Украина беа проследени со низа дезинформации и изнесување невистини, а поради важноста на темата во новата епизода на Зошто не е така, ги коментираме токму најраспространетите дезинформации кои ја следеа инвазијата врз Украина. За нив зборуваат уредничката на Портал Елида Зилбјари, Петрица Рачини од Институтот за медиуми и аналитика ИМА и новинарката Слободанка Јовановска која била во Украина само една недела пред почетокот на руската агресија. Украина вршеше злосторства против руското население во земјата, затоа Русија мораше да интервенира, а и всушност Украина и Русија се една нација. Не е така. Украина и Русија се различни земји. Народите кои што живеат во Украина и во Русија се различни народи, зборуваат на различни јазици, користат различни азбуки. Тие два јазика се блиски или сродни, но не можеме да кажеме дека се зборува за една нација
еден народ, еден јазик, една азбука. Пред интервенцијата на Русија во Украина, во Киев на власт беше проруски преседател Виктор Јануковиќ. Напротив, повеќе извештаи на кредибилни организации, почнувајќи од Обединетите нации, Amnesty International, други организации за човековите права, го тврдат спротивното, дека токму Русија е онаа која што врши злосторства и напади врз цивилно население и врз цивилни објекти во Украина. И на крајот на кришата Киев постоел пред да постои Москва. Украина është e drejtuar nga nacistët dhe fashistët dhe e meriton luftën. Kjo nuk është ashtu. Ukraina nuk drejtohet nga nacistët dhe as fashistët dhe as që ka dëshmi që e njëjta ndodh. Kjo propagandë u krijua që nga fillimi i vitit të kaluar, pra para pushtimit të Ukrainës, me qëllim që të justifikohet agresioni rus. Dolen të dhëna të cilat janë të pabazuara dhe të pa fakte se Zelenski përmban kryqin nazist, atë svastikën naziste, mirë po u dëshmua nga verifikuesit e fakteve se kjo nuk është e vërtet, se fotografia është manipuluar. Украина е водена од Володомир Зеленски, евреин по потекло, од руското говорно подрачје, демократски избран преседател, кој е представник на партијата Слуга на народот. И за него има повеќе медиуми објавија дека има еврејско потекло. Абсурдно е да тврдите дека човек чии што предци биле жртви на нацистичкиот терор во Втората светска војна, дека таков човек е нацист или фашист или дека представува една државна структура која што е нацистичка или фашистичка. Ваквите дезинформации се заснуваат на тврдењата дека во Украина се влијателни екстремистички, нацистички и фашистички партии, меѓутоа сите информации досега покажува дека тие никогаш во историјата не го поминале прагот од 5% и само еднаш се случи екстремистичка партија да влезе во државната рада. Со руската агресија врз Украина, коронавирусот го снема. Апсолутно и ова тврдење е неточно, не е така. Ова исто така не е точно. Јас ја посетив Украина една недела пред да почне војната и морав да направам неколку тестови, бидејќи се уште имаше епидемија во земјата. Интервенцијата во Украина се совпадна практично со крајот на вакцинацијата против коронавирусот, така што исчезнувањето на некој начин од јавниот дискурс на коронавирусот се должи на вакцинацијата, а не на војната меѓу Русија и Украина. Целата епизода на Зошто не е така, во која се коментираат дезинформациите што ја следат војната во Украина, ќе може да ја погледнете утре на нашите канали на социјалните мрежи. Клисурата Дамир Капија повеќе од 60 години е споменик на природата, но во овој период ниту еднаш не бил донесен ниту план за управување, ниту пак било пределен управувач. Граѓанската организација Екосвест отпочнува иницијатива за репрогласување на овој локалитет како споменик на природата од трета категорија. Демиркаписката клисура е еден од најбогатите резервати во Европа по застапеност на ретки грабливи птици, како белоглавиот и египетскиот маршојадец, златниот орел, орелот змијар, разни соколи, како и други ретки видови птици. Демиркаписката клисура е најмаркантната клисура на реката Вардар, долга повеќе од 19 километри. Незините страни се високи и над 500 метри и многу стрмни, на некои места речиси вертикални. Инстаграм, ТикТок, YouTube, Facebook и Твитер потврдија дека ќе подлежат на строгите правила што ги предвидува законот на Европската унија за модерирање на содржините. Платформите и пребарувачите со над 45 милиони корисници во Европската унија, почнувајќи од летово, ќе мораат да се придржуваат до опсежните барања кои вклучуваат брзо отстранување нелегална содржина, ограничување на дезинформациите и подобра заштита на децата и тинејџерите под надзор на Европската комисија. Комисијата би можела да изрече казни до 6% од годишниот приход на компаниите доколку нивните истраги покажат дека тие не ги почитувале правилата. Дел од големите технолошки компании се под лупа поради ширење дезинформации и прикажувањето се по екстремни содржини. И за крај ве информираме дека вчера во јавна соба во Скопје се одржа дебатата за млади со наслов "Има ли разбирачка со чет ботови?". Говорници беа Тамара Димитрова од Brainster Next коледжот и Нино Карас, извршен директор на Codewell групацијата,
На настанот се дискутираше за тоа како функционираат четботовите, од каде ги црпат информациите, каде наоѓаат најголема примена и кои се етичките дилеми што ги отвораат. Често пати кога ќе се споменат општо роботи, четботови, програми, кои што се во позадина со некаква вештачка интелигенција и слично, добиваме перцепција дека се многу блиску до нашата интелигенција во суштина, капацитети и можности како луѓе. Меѓутоа го имам кажано во претходно, ќе го кажам и сега, дека иако книгите и филмовите со научна фантастична содржина сакаат да направат таа тематика дека ова се е вистина, во суштина технички сме се уште далеку од тоа се. Конверзацијска вештачка интелигенција, генерално чет-ботови, приказната со ова поле започнува многу одамна, всушност 1966 година, на MIT универзитетот во Америка, во Кембридж, во Бостон, каде што професор на MIT креира четбот, некоја simple варијанта на четбот, кој што има за цел да игра улога на психотерапевт. Она што е многу важно е што во моментов во процес е донесувањето на првата европска регулатива за вештачка интелигенција, која што се очекува биде донесена до крајот на годината, и она што е најспецифично за неа е што нема да биде обврзувачка само за вештачките интелигенции кои што се создадени во земјите членки на Европската унија. Исто така се дискутираше околу тоа како ќе изгледа интернетот во иднина во свет во кој секојдневно ќе комуницираме со четботови. Ова е се за денешната епизода на Shortcut. Ве чекаме да ни пишете на Instagram и на TikTok и секако читајте рубриката CTRL-Z на meta.mk. Се гледаме следната недела во истото време. Чао, чао!